вака убавиот прилог да имам приликата јас да се видам од се како изгледам на улица. Богдан, дел си од иницијативниот одбор на вечерашните протести. Бројката надмина 15.000 граѓани. Од снимките можевме да видиме дека имаше и повозрасни, но и голем број на млади луѓе. Како сте задоволни од одзивот? Па да ти кажам право, јас сум воодушевен од одзивот, бидејќи искрено мислев дека ете вака како за прв ден ќе бидеме барем неколку пати помалку луѓе на улица. Меѓутоа многу позитивно, не сум само јас изненаден, него и сите соборци од иницијативата за заедничка Македонија, од одзивот на луѓе, луѓето кои што ни пристапуваа после тоа, добар дел од нив кажаа дека не биле никогаш на протест, дека не обожаваат протести, не обожаваат маршеви, меѓутоа дека сега почувствувале потреба на вистина да излезат и да го кажат она што имаат да го кажат, односно да ја споделат својата емоција со сите други луѓе кои што осеќаат слично како нив. Можевме да те видиме во едно поинакво издание, говореше со навистина многу енергија за време на овие протести. Кој е мотивот за вас како иницијатори, но и за тебе лично да бидеш дел од една ваква иницијатива? Види, ние тргнавме со два лајт мотива, основниот е за заедничка Македонија, вториот е за четврти Илинден. И кажавме дека претходните три Илиндени биле базирани врз идејата за соживот, за меѓусебна почит, за толеранција, за услови во кои што луѓето овдека живееле заеднички од секогаш. И токму тоа се вредностите кои што сакаме да ги повториме во овој период, кога чувствуваме дека државата може би чекори кон пат, кој што ќе ја оттргне од таа смерница, односно дека се наоѓаме на пат каде што односите меѓу нас стануваат полоши, а не подобри, а тоа е само поради политички игри и само поради уцени, поради обиди за дискриминација, дури можам да кажам, на македонците во оваа земја со најразноразни платформи готвени во соседни држави за интереси кои што целата јавност знае кои се и знае од какви побуди се, знае какви се, и едноставно решивме дека сега е наша должност, дека сега е нашиот момент, сега е нашето време да излеземе и да кажеме дека сакаме да живееме во оваа земја заеднички со сите останати народи, без оглед дали се албанци, турци, роми, бошњаци, срби и сите останати народи, како што сме живееле до сега, како што сме живееле децени назад, да продолжиме да живееме и во иднина. Она што се случува, она што има тенденција да се случи, односно има најави дека би можело да се случи, не го поддржува овој пат оваа емоционална и стратешка, да речеме, пределба на огромен дел на македонци. Богдан, во изминатите месеци пред изборите, особено интензивно изминатото лето, и можевме да видиме ни поинакви протести, сликата вечерва беше поинаква. Можни ли се некакви други активности на демонстрантите во рамки на вашата иницијатива? Каква е вашата стратегија? Дали во текот на следните денови ќе се протестира и дали протестите ќе изгледаат како што изгледаа вечерва? Бидејќи ги спомна и тие некои други протести, остар да ти кажам, немаме идеја некоја или таков сличен концепт со бои да фрламе по фасади и да уништуваме споменици, туку напротив, тргнувајќи од самата идеја за заедничка Македонија, на мирен, на достоинствен начин сакаме да го кажеме оно што го чувствуваме и повикуваме, апелираме што и повеќе луѓе да се вклучат на оваа иницијатива, да се вклучат на ова движење. Со огромна радост можам да ви кажам дека не е само сликата на улица која што ја видовте, туку и поддршката која ја добиваме од страна, токму истото го зборува. Значи има премногу луѓе кои што се заинтересирани да се вклучат во ова. Ете, можам да најавам дека веќе утре 4 града веќе закажаа дека ќе учествуваат во иницијативата со протестни маршови кај нив, нели, локално. Станува збор за Прилеп, Куманово, Штип и Кичево. За задутре уште едно 7-8 града најавија дека ќе се вклучуваат, се јавуваат најразлични индивидуалци, организации. Значи, овој протест ќе завзема се поголеми и поголеми димензии, ќе добива различни форми и нема рок на траење. Немаме идеја дека ќе се повлечеме од улица, не знам, за 2, 3, 5, 7 дена, него излеговме затоа што навистина имаме што да кажеме. Излеговме затоа што ја сакаме оваа држава и од тоа нема да отстапиме. Богдан Илиевски, ти благодарам за гостувањето во вториот дневник на Сител. Како што најави, протестите продолжуваат и утре, продолжуваат и во 4 други градови, освен во главниот град.